Роковникот почнува да тече. Најдоцна 20 дена по одржувањето на изборите треба да се одржи конститутивната седница на Македонското собрание, а неја ја свикува председателот на претходниот состав во случајот Талат Џафери. Мандатот на пратениците го верифицира собранието и почнува да тече од конститутивната седница. Во членот 63 од Уставот е предвидено ако не се закаже таа седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-иот ден од денот на завршување на изборите. Талат Џафери денеска рече до крајот на уставниот рок кој е на 4 август ќе ја свика конститутивната седница за новиот парламентарен состав. Секако дека во уставно предвидениот рок ќе ја свикам конститутивната седница на новиот парламентарен состав, но денеска прво ќе одам да се тестирам оти по целата кампања и контактите со многу лица, прво треба да проверам дали сум негативен на коронавирусот. Ова ќе го препорачам да го сторат и сите кандидати за пратеници кои освоија мандат после толку внимавање и превземени мерки за изборите да се одржат во најдобар ред. Добро би било пратениците здрави да влезат во собранието. По ова ќе оставам 10 дена за консултација со партиите кои освоија пратенички мандати за да се договориме за конститутивната седница. Ќе видиме како ни одговара на сите, бидејќи кон крајот на јули е Курбан Бајрам, а потоа е 2 август, дали идните пратеници ќе сакаат да ја закажеме конститутивната седница пред или по празниците. Инаку во Уставот е предвидено председателот на Република Македонија во рок од 10 дена од конституирањето на собранието, мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во парламентот. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Таа на предлог на мандатарот врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, па ја избира владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата.